Според извештајот на Хелсиншкиот комитет за 2017 година, бегалската криза не смее да се смета за завршена. Велат дека бројот на илегалните преминувања е голем и поради тоа не смее да заврши и кризната состојба на јужната и северната граница од државата. Председателката на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска рече дека најголемите реакции се за групното депортирање на бегалците, кои што се затекнати на територијата на Република Македонија, но и за односот кон нив од институциите и од граѓаните. Бевме сведоци на грубо прекршување на човековите права, прекумерна физичка сила на кој што бевме лично ние сведоци, претрпени трауми и од друга страна едноставно неовозможување на услови да бегалците и мигрантите можат достоинствено да престојуваат во нашата земја. Во текот на минатата година низ Македонија поминале бегалци од повеќе земји, при што најмногу се луѓето од Авганистан, Сирија, Пакистан, Иран и Ирак. Поредко се среќавале бегалци и мигранти по потекло од Мароко, Алжир, Либија, Палестина, а кон крајот на 2017 биле регистрирани неколку турски државјани кои бегале од политички прогон. Она што представува хуманост на хартија не е хуманост на дело. Сите од нас кои што бевме вклучени на терен за време на бегалската криза се соочивме со голема омраза од страна на местното население, со голем степен на ксенофобија и секако се соочивме со една прљава, црна, медиумска пропаганда која што се водеше во Македонија, а имаше за цел само да ги подгрее тие, да речам, ксенофобични ниски страсти. За да се надминат ваквите проблеми, Хелсиншкиот комитет препорачува да се воспостави систем на навремено регистрирање на сите бегалци и мигранти кои што транзитираат низ земјата за да може да се следи нивното движење и да се зголеми заштитата на нивните човекови права. Да се гарантира правото на барање азил за сите бегалци, мигранти и странци кои што се задржани на територијата на Македонија, без условување од страна на државните органи да се обезбеди надзор и поголема заштита за малолетниците без придружба кои транзитираат низ земјата.